Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, во наредните 8 минути со вас ќе биде Јулија Велковска. Со традиционалниот огномет САД синоќа го прославија 234-тиот роден ден. Американскиот подпредседател во посета на Ирак, државната секретарка во Грузија, а видни сенатори во Авганистан. Емисијата започнуваме со најновите вести. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја заврши турнејата низ 5 земји во Европа и Кавказот со посетата на Грузија. Во говорот пред група жени лидери во Тбилиси, таа изрази поддршка за поранешната Советска република и ја критикуваше руската окупација на отцепените грузиски региони Јужна Осетија и Абхазија. Предходно Клинтон ги посети Украина, Полска, Азербејџан и Арменија. Таа истакна дека подобрените односи на САД со Русија се истовремено од корист на поранешните советски републики и сојузниците што ги посети на турнејата. Американскиот подпредседател Џо Бајден, кој се наоѓа во 3-дневна посета на Ирак, ги повика спротивставените политичари во земјата да стават крај на повеќемесечниот застој во формирање на нова влада. На дневен ред на Бајден е средба со ирачкиот председател Џалал Талабани. Неделата одвоено се сретна со премиерот Нури Ал-Малики, неговиот главен ривал за функцијата, поранешниот премиер Ајат Алави. Неколкумина американски сенатори кои се наоѓаат во посета на Авганистан изразија загриженост за планот на председателот Барак Обама да започне со повлекување на силите од земјата во јули 2011 година. Републиканецот Џон Мекејн изјави дека ако на непријателот му се даде краен рок, тој само треба да почека додека силите заминат и кажа дека САД не треба да се повлечат од Авганистан се додека не биде формирана цврста влада. Независниот сенатор Џозеф Либерман пак истакна дека одредувањето на рок испраќа порака до афганистанскиот народ, Талебан и регионот дека САД ќе си заминат без оглед каква ќе биде безбедносната ситуација. Гномети го осветлија небото над Вашингтон, Њујорк и други градови ширум САД на одбележувањето на 234-тиот роден ден на земјата. 4 јули, денот на независноста, кога во 1776 година 13 колонии прогласија независност од Британија. Председателот Барак Обама угости 1200 војници со семејствата во Белата куќа со традиционалната скара, концерт и прекрасен поглед на огнометот. А во продолжение на News Flash, во време кога Соединетите американски држави слават роден ден, ви нудиме репортажа за Вилијамсбург во Вирџинија, едно од најпопуларните туристички атракции во земјата, градче музеј која раскажува приказната за американските почетоци. Улиците личат исто како и летото 1781, кога британските војници го окупирале Вилијамсбург кон крајот на војната за независност. Британците тука останале само една недела, а заминале на 4 јули, на истиот ден кога 5 години порано тогашните американски колонии објавиле независност. Тим Сатпин е директор на програмите по историја на Вилијамсбург. This is probably the beginning. Ова е веројатно почеток на нас, американците. Започнавме како британска колонија, се оддалечивме од британското потекло и станавме американци. Токму тука во Вилијамсбург. 350 актери го доловуваат британското присуство, прават камп и ги малтретираат колонистите, оживувајќи го времето од пред 200 години. Годишниот настан привлекува бројни туристи и љубители на историјата. Карл Каванан дошол со семејството од Њу Џерси. Одите по стапките на Џорџ Вашингтон, гледате што тие гледале пред 200 години. Прекрасна можност да добиете информации, но и да уживате. Колонијален Вилијамсбург се состои од автентични и реставрирани објекти на 120 хектари. Тие датираат од војната за независност, па дури од пред тоа, времето на првите британски доселеници кои започнале плантажи и основале колонија. По војната градот започнал да пропаѓа, но милијардерот Рокефелер го обновил на почетокот на 20 век, за да ја зачува атмосферата и идеалите на Америка од 18 век. Клајд Холман е градоначалник на Вилијамсбург. Многумина мислат дека Вилијамсбург е музеј. Тоа е, но жив музеј. Одите по улицата и сведочите за револуционерните настани. Одите на пазарот, дознавате за животот во градче во Америка. Сето тоа ви е на дофат.
3 милиони посетители кои ги полнат улиците секоја година доаѓаат не само да го почувствуваат животот на Америка во зачетоците, туку и борбата на новата земја да пронајде свој идентитет. Местото каде доселениците решиле да изградат ново општество базирано на еднаквост и слобода. Американскиот председател Барак Обама често ја подвлекува потребата од ангажирање за јавно добро и волонтирање. Дру Џонсон тоа го прави во 48 сојузни држави во рок од 48 недели. Прави се од градење домови, делење на оброци, па до расчистување после поплави. Дру Џонсон, по професија веб дизајнер, има пасија да помага. Вели еден ден едноставно решил да замине на пат и да им се најде на оние на кои им е потребна помош. Доброволно им помагате на луѓето и истовремено го користите стекнатото знаење и технологија да се поврзете со луѓето, да ги мотивирате и да бидете од услуга на заедниците каде живеат. Џонсон го почнал патешествието минатиот октомври и го документира на блог и на Фейсбук. Ги охрабрува и другите да го вклучат волонтерството во нивниот живот. Живее скромно и се потпира на донации. Понекогаш луѓето му даваат храна и му нудат престој. Воспротивно спие во шатор или во својот автомобил. Денес разнесува бесплатни оброци за постарите лица во сојузната држава Мериленд во рамки на програмата Оброци на тркала. За Пеги Тул од Оброци на тркала, Џонсон бил прекрасно изненадување. Би сакала повеќе луѓе како него да ја истакнуваат важноста да се биде волонтер, да се помогне на другиот. Џонсон верува дека доброто со добро се враќа. Собственик на автомеханичарски дуќан бесплатно му ги поправил сопирачките откако дознал дека волонтирал во Оброци на тркала. Џонсон ќе продолжи да патува низ САД до октомври, но неговото патешествие да им помага на другите никогаш нема да заврши. А во утрешната емисија американците се подебели. Според најнов извештај, стапката на здебеленост пораснала во 28 сојузни држави, но расте и свеста за проблемот. Гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Американците и килограмите. Тежина опасна по здравјето. 38 од 50 сојузни држави имаат стапка на здебеленост меѓу возрастни поголема од 25%. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јулија Вилковска од студиото во Вашингтон. За сите најнови содржини посетете нашата веб страница glaснaamerika.com. Пријатна вечер.